Štipскиот градоначалник не ги заборава селата. Денес имаше средба со жителите од Лакавичко, кои лично му кажаа што од него и од општината очекуваат. Од општината бараме тие работи што не се решени за улиците да се асфалтират, како што е кажено. Други полските патишта да ги направиме и тие ни се малку проблем. Имаме за стоката едно место за вода, треба да се постават црева. Ова се приоритетите на жителите на Драгоево, но што за ова село велат плановите на општината? И тоа е изводливо, така ќе гледаме за кратко време да го решиме. Најголем приоритет ќе ми биде значи да направиме проект, да ги асфалтираме улиците во селото. Ако проектот не е скап, општината сама ќе го направи, доколку да речеме вредноста е повисока, ќе бараме средства од други места, дали преку агенциите, дали преку владата или преку фондовите на Европската унија. Генерално ова село е огромно село, заслужува да има асфалтирани улици, заслужува да има удобен живот. Освен за Драгоево, општината има план за инвестиција и за останатите села во Štipsko. Патот за село Пукче треба да почне деновиве да се гради, значи тоа е многу важен проект. Треба да го почнеме патот да речеме за село Степанци и за село Сувограло и да го продолжиме за Танатарци. Асфалтирани улиците имаме во село Селце и во село Драгоево. До гробиштата секаде сакаме да направиме патишта. Освен на општината, Лакавичкиот регион е на листата на приоритети и на државата, која најавува изградба на магистрален канал од браната Мантово до вливот на реката Лакавица во Брегалница, со што во иднина ќе се избегнат поплавите. Крајната цел е враќање на населението во село и развој на земјоделието, сточарството и пчеларството. Дека трудот не е без резултати, потврда е Драгоево. Веќе има се е заинтересирано за да се враќат на навака, има неколку куќи слободни што многу луѓе прашуваат за да ги купат тие куќи, за да има нови жители во ова село. Средбите на градоначалникот со жителите од селата продолжуваат и во наредниот период, а паралелно со нив ќе се одржуваат и средби во урбаните заедници.